Ванчо Петрушевски, познат актер, маркантна фигура од својата генерација. Но заборавете го тоа што го знаете за него, зашто тој денес ќе ве научи на нешто сосема ново. Се работи за така наречениот sun gazing, така наречена сончева јога. Се почнува секој ден со 10 секунди се наголемува гледањето во сонце. Ако денес сум гледал 10 секунди, утре гледам 20, третиот ден 30 и така натаму, во секунди зборувам. Некаде за 9 месеци од прилика треба да се достигне 45 степени. Достигнувајќи 45 минути гледање во сонце, реков дека не е потребно да имаме континуитет во тоа. Ако нема денес сонце, како овој прекрасен зимски ден, нема сонце, ние ќе чекаме кога има сонце и ќе си продолжиме од таму каде што сме почнале. За 45 минути низ очната ретина треба да помине скоро целата крв, човекова крв. Ова гледање во сонцето на многумина им делува налудничаво, но неговата суштина лежи во основите на биологијата и хранењето на клетката со сончева енергија. Не треба да претерувате по достигнувањето на максимумот, зашто се што е претерано е штетно. Се работи за следното, значи хлорофилните клетки се способни да абсорбираат сончева енергија. Сончевата енергија понатаму те ја трансформираат во она што ми е потребно на клетките за развој, обнова, за она што се вели размена на материи, така натаму и така натаму. Основното во гледањето на сончевата јога е тоа што не само што што се враќаме на првобитното, она што се вели со хранење, со апсорбцијата на сончевата енергија, туку и лечење на некои работи. Оваа јога станува животна определба, откако ќе ги почувствувате нејзините бенефити. Ако се сеќавате, Ванчо носеше очила цел свој живот, кој денес, благодарение на сонцето, веќе не ги користи. Освен очните болести, филтрирањето на крвта преку сонцето делува и како хемотерапија, ги полни коските со витамин Д и уште многу други работи за кои ќе ве оставиме да пробате и откриете сами.